Во месец април се реализирани регионалните надпревари во повеќе предмети, на кои учениците од Основното училиште Свети Кирил и Методи покажаа високи резултати, освојувајќи први награди и стекнувајќи се со право за учество на државни надпревари. Основното училиште Свети Кирил и Методи беше домаќин на регионалниот надпревар по математика, каде во категоријата на ученици од 4-то одделение најдобар во регионот беше ученикот Драган Хаџивасилев под менторство на наставничката Љубица Теодосиева. Кај петоодделенците најдобар беше ученикот Матеј Беличев под менторство на наставникот Ванчо Петрушевски, а кај шестоодделенците првата награда ја освои Данче Ајтовска под менторство на наставничката Мима Божинова. Во останатите категории учениците со право за учество на државен надпревар се пласираа Сара Манасиева од 8 одделение и Бојана Коцева од 9 одделение под менторство на наставникот Петар Симов. На регионалниот надпревар по физика, учениците од Основното училиште Свети Кирил и Методи, Бојана Коцева и Мима Војновска, под менторство на наставничката Розета Диванисова, се стекнаа со право на учество на државниот надпревар по физика. Исто така, со можност за учество на државен надпревар по природни науки и биологија, се стекнаа учениците Андреј Давидков и Марија Донева, под менторство на наставниците Павлина Веринова и Надет Замбова Донева. На надпреварот по спелување организиран од Мировниот корпус учествуваа 43 ученика од ово основно училиште, од кои во категоријата од 6 одделение за учество на државен надпревар се пласираа Марија Јосифова и Христијан Атанасов под менторство на наставничката Катерина Симеонова, како и Мартин Коцев под менторство на наставничката Фросина Јованова Стојанова. Во категоријата на ученици од 8 и 9 одделение за државен надпревар се пласираа Ана Филипова и Мелена Глигорова под менторство на наставничката Катерина Симеонова. На регионалниот надпревар по географија со право на учество на републички надпревар се пласираше ученикот Матеј Давчев од 9 одделение под менторство на наставничката Розета Николова.